Драги ученици, во денешното видео ќе посветиме внимание на триаголникот и неговиот периметар, односно начинот на кој ќе ги откриеме должините на неговите страни, ако ни е даден периметарот на триаголникот и должините на некои од страните во зависност за каков триаголник се работи. Рамностран, рамнокрак или разностран триаголник. Погледнете како ќе го направиме тоа во продолжение. Да се подсетиме какви може да бидат триаголниците според должината на нивните страни. Бидејќи триаголникот е рамнинска фигура која што има 3 темиња, 3 агли и 3 страни, варијантите за разлики во должината можат да бидат само следните. Триаголникот може да има 3 страни кои имаат иста должина, 3 страни од кои едната е различна по должина, останатите две се еднакви и сите 3 страни на триаголникот се различни по должина. Ке започнеме со триаголникот на кој што сите страни се еднакви по должина. Ако оваа страна на триаголникот ја означиме со буквата А, тогаш и останатите две страни на триаголникот ќе ги означиме исто со А, бидејќи сите 3 страни на триаголникот имаат еднаква должина. Затоа и овој триаголник го носи името рамностран триаголник. За да го пресметаме периметарот на рамностраниот триаголник, всушност треба да ги собереме трите страни, односно А плюс А, или скратено запишано ќе биде на 3 места по А. Доколку ова е начинот на кој што би го пресметале периметарот на триаголникот, тогаш барањето да најдеме една негова страна, доколку знаеме дека периметарот е еднаков, да речеме, на 30 см, и во задачата се бара да ја најдеме должината на страната А, тогаш за да го направиме тоа едноставно, периметарот ќе го поделиме на 3 еднакви делови за да ја добиеме страната А, или А ќе биде еднакво на L делено на 3. Да замениме. L е 30 см, за да ја пресметаме А, ќе го поделиме 30 см на 3 и ќе ја добиеме должината на страната А, која е 10 см. Рамнокракиот триаголник е триаголник кај што една од страните е различна по должина и таа страна ќе ја означиме со буквата А, меѓутоа останатите две страни кои се различни по должина од страната А, меѓутоа меѓу себе се еднакви по должина, ќе ги означиме со буквата Б, односно со иста буква, бидејќи имаат иста должина. Страната А е основа на триаголникот, а останатите две страни Б се краците на триаголникот и затоа овој триаголник уште се нарекува рамнокрак триаголник. За да го пресметаме периметарот на триаголникот, треба да ги собереме должините на сите три страни, односно страната А плюс страната Б и плюс останатата страна Б. Ова скратено можеме да го запишеме на следниот начин. L е еднакво на А плюс на 2 места по Б, односно 2 по Б. Која е постапката за да ја најдеме должината на страната А или должината на страната Б? Ако кај триаголникот ни е дадена должината на страната Б, која е 10 см, и ако ни е дадена должината на периметарот, L е еднакво на 35 см, за да ја најдеме должината на страната А, ќе го направиме следното. Од периметарот на триаголникот, L, треба да ги одземеме двете страни Б, односно еднаш Б, уште еднаш, или тоа ќе го запишеме како 2 по Б, бидејќи имаме две еднакви страни, за да ја добиеме должината на страната А. Да замениме. L е 35 см минус 2 по Б 10 см, односно 2 по 10 см. При пресметувањето прво множиме, потоа одземаме, ги препишуваме 35 см
2 по 10 се 20 cm. Или страната А ќе биде еднаква на 35 минус 20 cm, 15 cm. И да провериме, ако Б е 10 cm, 10 плюс 10 се 20 cm и А 15 cm, тоа се 35 cm кај рамнокракиот триаголник. А сега да ја пронајдеме должината на страната Б, ако знаеме дека должината на страната А е 15 cm и знаеме дека L е еднакво на 35 cm. Б ќе ја пронајдеме на следниот начин. L е еднакво на А плюс 2Б. Ако од обиколката ја извадиме должината на страната А, која знаеме дека е 15 cm, односно L минус А, тогаш ќе ни останат двете должини на страната Б, или тоа ќе биде еднакво на 2 по Б. Да заменим и да видиме колкава должина ќе ни остане. L е 35 cm, минус А е 15 cm, ќе ни останат 20 cm. Овие 20 cm се всушност должините на двете страни Б, и за да ја добиеме страната Б, треба овие 20 cm да ги поделиме на 2. Тогаш ќе добиеме дека должината на страната Б е 10 cm. И ни останува уште разностраниот триаголник. Бидејќи сите должини на страните се различни, затоа ќе ги означиме со различни букви. Ова ќе биде страната А, ова ќе биде страната Б и ова ќе биде страната С. За да го пресметаме периметарот на овој триаголник, ние всушност треба да ги собереме должините на трите страни, односно А плюс Б плюс С. Како ќе ја пронајдеме должината на страната А, доколку ни се дадени должините на Б и С? Како ќе ја пронајдеме должината на страната Б, ако ни се дадени должините на А и С? И како ќе ја пронајдеме должината на страната С, ако ни се дадени должините на страните А и Б? Ако треба да ја добиеме должината на страната А ни се познати должините на страните Б, тогаш од периметарот треба да ги одземеме страните кои ни се познати, односно страната Б и страната С. Она што ќе остане е должината на страната А која ја бараме. Доколку во задачата се бара должината на страната Б, а ни се познати, односно се дадени должините на страната А и страната С, тогаш за да ја пронајдеме страната Б, односно незината должина, треба од периметарот L да ги одземеме должините на страната А и на страната С, и на тој начин ќе ни остане само должината на страната Б. И за да ја добиеме должината на страната С, доколку ни се познати должините на страната А и Б, едноставно С ќе ја добиеме ако од периметарот, односно од обиколката, ги одземеме страната А и страната Б, и ќе ја добиеме должината на страната С. И бидејќи начинот на пресметување на должината на било која од страните кај овој триаголник е еднаков, за да не се повторуваме, ќе ја пресметаме само должината на страната Б. Односно, за да ја најдеме должината на страната Б од должината на периметарот, кој што е 43 cm, односно L го заменуваме со 43 cm, ќе го одземеме збирот на страните А и С, А која е 15 cm, плюс С која е 18 cm,
И бидејќи прво треба да пресметаме во заградата, пред заграда препишуваме 43 cm минус 15 плюс 18 се 33 cm и останува да пресметаме дека должината на страната Б е еднаква на 10 cm. За да го примените, она што го научивте од нашата презентација, решете ги задачите во работниот лист што е зададен на страницата од нашата училница. Работете чекор по чекор. Скицирајте го триаголникот за кој извршувавте мерења. Запишете се што ви е дадено во задачата и што се бара, а потоа запишувајте го постапно процесот на кој пресметувате. Така ќе бидете сигурни дека не сте пропуштиле нешто и не сте погрешиле. Ве покануваме да направите фотографии или своje видео од својата работа и истите да ни ги испратите за да ги објавиме на страницата од нашата училница. Ви посакуваме пријатна работа и ви благодариме што не гледавте.